Почитувани колеги, и ние како пратеничка група нема да го поддржиме овој амандман, затоа што иде во директна коалиција на она што ние го поддрживме. Како што каже и господинот Минов, токму затоа како преводно решение, односно како преводен модел, ние понудивме да не исклучуваме ниту една категорија на пензионери, туку сите оние кои што остваруваат право на пензија да бидат опфатени во мерките. Бидејќи на овој начин, со преводна некоја одредба, вие сте нашли начин како да го байпасирате она и така како што се вели усогласување на пензиите со животните трошоци. И сега огромен дел на пензионери кои што сега ќе влезат можеби во првиот или во вториот месец, понатака ќе ги исклучите, односно оној феномен на кој што ви говорев, кој што се вели ако е до 14.000 денари, да биде 14.010 денари, тие веќе не спаѓаат во оваа категорија. Затоа еве имаме уште една можност, дајте да се вразумиме и да го надминеме овој проблем, бидејќи навистина смешно. Затоа што вие покрај тоа што со овој момент ги исклучувате оние кои што можеби во првиот момент ќе влезат во овие помошти и покрај тоа што помошта е 750 денари и 1500 денари не е во ред. Ајде да им помогнеме на онаа најсериозна социјална категорија, бидејќи навистина се многу повисоки трошоците, затоа што тие луѓе не може да направат никако дополнителен приход и да ги зајакнат своите семејни буџети, да не ги исклучуваме, да не создаваме дефрагментација до 11.000 или до 14.000, повторно да отидеме на оној наш модел за помагање со сумите кои што ние ги нудиме. До 18.000 денари 3.000 денари, до 30.000 2.000 денари, над 30.000 1.000 денари. И така, дури и да влезат под овој модел, нека им се покачат пензиите на луѓето, тоа не е никаков проблем, да не ги исклучуваме од помош. Затоа што ако се создаде при одредено зголемување само менување на групата, тогаш повторно ќе земат помош, само што може да сменат од 3.000 денари оние кои што земаат најмала пензија да влезе во втората група па да добие 2.000 денари, или тие што се над 30.000 денари да добијат повторно помош. Ама вака да ги исклучувате луѓето, дури ако добие покачување од 400 и 500 денари, нема логика, не знам како да ви кажам. Ај кај што не им даваме, ајде кај што им кратиме на луѓето, па сега уште правиме одредба како да им одземеме. Не разбирам оваа одредба, навистина не знам, некој нека ми објасни, сега нека стане. Ајде каде што ќе ги осакатиме луѓево, па дополнително уште повеќе им кратиме од можноста да земат. Дајте малку сериозност на последниот амандман. Работиме 6 часа, не е проблем, за тоа сме работели многу повеќе, ама ова не е добро. Вака како што сте го концепирале не е добро. И ќе го разберете тоа, направете дополнителни консултации, видите ако ви треба одредено време, не е проблем, но ова не ги дава решението. Ова е нонсенс. Не знам како да ви кажам. Сега испаѓа ова дека и оние луѓе кои што ќе земат и ќе влезат по таа бројка при усогласување на пензиите со трошоците за живот и тие ќе бидат исклучени од тоа. Малку да бидеме сериозни. Сепак сме луѓе кои што сме не прателе тука да размислуваме во овој начин. Како да ви објаснам? Сега ви кажавме, еве 6 часа ви кажуваме, има средства, има ова и она. Ајде еве сега ќе биде амандманов за гласање да го надминеме ова. Немојте, ова е стварно несериозно.